Под мотото "Сакам, можам и спортувам", околу 160 ученици од 1 до 9 одделение од 13 основни училишта од североисточниот регион учествуваа на годинашниот пролетен крос кој за прв пат се одржа во меморијалниот центар Асном на Пелинце. Кросот се одржа во рамки на манифестацијата која вклучи повеќе активности на околу 300 ученици и наставници од регионот. Оваа година е по 28 пат, значи 28 години назад, пролетниот крос до сега, значи беше на општинско ниво со вклучување само на 3 училишта територија на општина Старо Нагоричани, а оваа година ја проширивме оваа активност со учество на веќе споменатите училишта од Куманово и од Паланка. Колку ученици зедоа учество на овој крос и задоволни ли сте од тоа колку учениците се физички подготвени? Вака, во вкупната бројка на учениците е околу 163 ученика во крос, во самата активност крос. И сум задоволна, значи секогаш без разлика на освоените места, важно е да се учествува и секогаш сакам, можам и спортувам, тоа е мотото на кросот. Учесниците се натрчуваа на дистанција од 30 до 800 метри со препреки, зависно од категоријата и возраста, а најуспешните добија медали и дипломи за учество. Јас сум Теодора Цветковска, доаѓам од училиштето Светозар Марковиќ. Да, јас освоив прво место. Тешко ли беше надпреварувањето? Па малку. А спортуваш ли во слободно време, обавуваш ли некакви физички активности, редовна ли си на физичко? Јас спортувам, тренирам ракомет и почесто одам и така сум се подобра и подобра во спортот. Јас се викам Лора Петкова, доаѓам од Основно општинско училиште Илиндан. Задоволна ли си од денешното надпреварување? Еве успеа да освоиш медаља, беше второ пласирана и како се дружевте? Да, многу ми се допадна, убаво се дружевме, запознав нови другари и другарки и убаво си помина. Андријана Стојановска, Крива Паланка, Илиндан. Конкуренцијата беше навистина силна, имаше добра конкуренција и брзи другарки можам да наречам. Исто така, дружењето беше одлично, запознавме нови личности така. Би учествувале ли повторно во ваков проект? Кога би имале прилика, да. Општинскиот крос е манифестација со повеќе децениска традиција, а настанот го проследи и Цено Александровски, одговорен од Open Fan Фудбал Македонија.